Танцовото студио Зодијак од Прилеп веќе 19 години е вистински културен бренд на Прилеп. Повод за нашиот разговор со Кире Миладиновски, неговиот основач, е представата Аладин и волшебната ламба, представа за деца, еден музичко-сценски спектакл кој што својата премиера ја доживеа на 22 октомври, а повторно ќе се игра во сабота. Заедно ја работите со театарската школа, училиштето за театар чин 4 сцена 5 од Прилеп и како што кажаме постоите веќе 19 години. Пред да преминеме околу неколку зборови за представата, би сакал да ја запрашам какви беа почетоците на танцовото студио. Така. Танцовото студио веќе постои 19 години во склоп на активностите при Центарот за култура Марко Цепенков од Прилеп. Основано е 1998 година како придружна активност на Центарот за култура Марко Цепенков и од тој до денес работи во просториите при Центарот. Колку генерации на танчери, колку танчери, дали имате статистика, поминале ни студиото за овие 19 години? Така. Бидејќи е невладина организација која што работи со едукација на млади и публика пред се, ја насочуваме младината кон позитивните вредности на животот, работи 19 години и за тој период понекаде наши статистички податоци поминале некаде 1500 ученици на нашите часови. Од тие 1500 ученици, дали ви останувате во контакт со некои кои што веќе професионално се занимаваат со танц во Македонија, во странство продолжиле? Јасно. Од нашето танц студио продолжиле на факултетот за танц педагогија во Скопје две ученички, од кои што едната продолжи на мастер студии во Германија, а другата моментално работи во невладин сектор во Скопје, исто од областа на современиот танц. Моментално со кои проекти се занимава танц студиото Зодијак? Ова е наш прв проект каде што малку експериментираме и со театарот и со театарската уметност. Обично работиме современ танц и модерен балет. Меѓутоа, од минатата година, како предизвик ни беше да аплицираме при Министерството за култура со музичко-сценски спектакл за деца Аладин и волшебната ламба, за кој што добивме поддршка како од Министерството за култура, така и од локалната самоуправа. И мислиме да продолжиме и во тој правец. За следната година имаме како најава може да најавиме нешто ново, што аплициравме до Министерството за култура за националната програма за 2018 година, па да видиме дали ќе добиеме повторно поддршката. Со каков вид на танц се занимава студиото Зодијак? Студиото Зодијак пред се занимава со истражување на различни техники од современиот танц. Тука можам да ги набројам Марта Греам, Лимон Малер, Канингем и други техники кои што се техники на под, техники на дишење, држење на тело. Пред се изучуваме и техники од позиции од класичниот балет како основа. Не се изостанати и другите форми на джез, хип-хоп, модерен балет. Колку членови моментално брои студиото? Моментално студиото брои некаде 100 членови, бидејќи е непрофитна организација, не се финансираме од локално учество или од чланарини на самите учесници, туку ги бараме фондациите од меѓународни фондации, Министерство за култура или други донори, кои што донираат средства пред се за изнајмување на простори и за изнајмување на опрема за нашите перформанси. Според вас, дали има доволно поддршка на државата за ваквиот вид на невладини организации кои што се занимаваат со ваков вид на уметност? И дали е потребна повеќе да ја има? Ја има, но не е доволно. Мислам дека од старт и факултетот за музичка уметност, катедрата за современ балет и балетска педагогија, неколку генерации веќе е во зародиш, така да и современата танц сцена во Македонија сметам дека е на самите почетоци, иако работиме 20 години, скоро следната година е наша јубилејна. Мислам дека допрва треба да државата придонесе во смисла на изнаоѓање на некакви простори, мултимедијални простори, каде што ќе бидат обезбедени од страна на основните капацитети и средства за работа од подбалетски, огрев, така натаму. Освен Аладин и волшебната ламба, на колку представи до сега имате направено и со кого била соработката?
Така, имаме доста проекти во овие 19 години. Со наши проекти, значи, се имаме представено на сите 4 континенти во светот. Гостуваме претежно, перформансите се за гостување на интернационални фестивали. Од тука би ги спомнал фестивалите во Њујорк, во Лајпциг, Германија, Севилја, Шпанија, Мадрид, Љубљана, Словенија, во Атина, Драч, Албанија, Белград, Софија, Бургас. Не можете да ги доброите. Дали од сите тие фестивали сте се вратиле со награди? Како не, и наградите се неизоставен дел, значи трудот секогаш носи своји резултати. Така да и тука, после моето доусовршување и до едукација 2008 година на Танц Академијата во Љубљана, добив усовршување престижната академија во Виена. И оттаму кога се вратив во 2010 година, студиото значи ја доби 3 ноемвриската награда на град Прилеп, еден вид заслуг за посебните придонеси во областа на културата и уметноста за градот Прилеп. Моментално рековте дека наредната година славите 20 годишни јубилеј. Кои се вашите идни планови и како планирате да го одбележите? Дали имате веќе подготвено некаков вид на програма? Така. Во фаза е на изработка, значи нашата замисла е Танц студиото да представува отворен портал каде што ќе можат да се сретнат младите уметници да разменуваат искуства и соработки како со домашни, така и со странски институции и организации. Имаме предвидено неколку работилници за следната година, 2 гостувања во странство, неколку премиери тука како на музичко-сценски спектакли, така и на годишен концерт со кој што ќе го заокружиме, значи целокупното работење за следната година. Колку вакви танцови студии има во Македонија? Има повеќе, меѓутоа не се професионални, се полуаматерски или аматерски. Ги водат, значи, аматери кои што се желни, имат интереси, желба и љубов кон танцот и модерната уметност. Меѓутоа, за во Македонија настојуваме и тоа сега со Министерството за култура и новиот министер господин Талагјозовски да се реши, значи да влезе во националната стратегија и во програмата на Министерството како да се формулираат, значи, тие кадри и кој се може да биде како предавач од таа област и кој да биде називот, бидејќи досега беше називот како културни работници, меѓутоа под културни работници не може да се сметат и техниката која што работи во придружба на манифестациите како сценска техника и пропратни светломајстори, осветлители, хигиеничари, меѓутоа да има некакво разграничување од аспект на кој се првенцив ансамбл, кој се ансамбл, кој е уметнички состав или колектив, кој е останат состав или организацијско-продукцијски тим на организациите и институциите кои што работат. Дали имате возрастна категорија од која до која возраст членуваат тука оние кои што сакаат да се занимаваат со танца? Претежно, значи, планираме да се почне некаде од 4-5 годишна возраст, бидејќи најмалите веќе немаат ни трпение, не ни можат толку долго да работат, бидејќи нашите часови се структурирани, се започнува со загревање на телото, со медитација, со вежби за дишење и стегнување, па тек потоа следат оние часови за работење со техника. Она што последно сакав да ве прашам е за новогодишната ноќ. Учествувате во програмата. Со какви точки ќе се представите пред прилепската публика? Така, покрај со музичко-сценскиот спектакл за деца Аладин и волшебната ламба во саботот 12 часот за најмладите, значи во склоп на нашата соработка со Училиштето за театар чин 4 сцена 5, ќе биде изведена представата тука во склоп на големата сцена на Центарот за култура. Е подарок од нас и од градот Прилеп за најмладите во смисла новогодишните празници, но исто така студиото ќе земе учество и на прославата на самиот плоштад од 22 часот во недела на 31 на самиот дочек на новата година. Ете, искористувам овој момент сега за да ги поканам сите заинтересирани и сите кои што немаат уште размислено каде да ја прослават, да повелат на плоштадот заедно да дочекаме новата година, да им ги честитам новогодишните и божикните празници. Кире, ти благодарам на разговорот и еве уште едно прашање, каде може да ве најдат сите оние заинтересирани кои што сакаат да се занимаваат со еден современ танц? Така.
Со нашите часови планираме да отпочнеме веднаш по новогодишните божикни празници, бидејќи студиото е во фаза на реконструкција и адаптација, веќе подолг период оваа година заради промена на власта и промена на буџети и ребаланси, немавме долго време простор и буџетна средства за да можеме да го разработиме тоа. По широката јавност ќе биде навремено запозната кога ќе отпочнеме, најточно, така ги очекуваме сите кои што сте заинтересирани да дојдат во нашето студио и да танцуваат. Ви благодарам уште еднаш и еве за сите заинтересирани кои што сакаат прво да го проследат спектакл музичкиот перформанс Аладин и волшебната ламба, една навистина прекрасна представа за деца, а потоа може да ја проследат и перформансот на музичкото студио Зодијак на 31 за време на новогодишната ноќ на плоштадот Методија Андоновченто.